И здраво на сите, и денеска повторно патуваме со Таше. Тоа е еден понеобичен влог составен од 3 дела. Ова е првиот дел во кој ќе одиме, ќе тргнеме од Битола нормално, Ресен, Охрид, крај Струга, кон Елбасан, покрај Тирана, односно малци и низ Тирана, упатени кон Скадар и оттаму кон Петровац. Ова е иначе прв влог кој ќе биде од помеѓународен карактер, во кој ќе има повеќе држави низ кои ќе поминиме, а воедно ќе биде втор влог кој ќе биде составен од повеќе дела, ќе биде составен овој влог од 3 дела. Првиот дел односно ќе биде овај во кој одиме до Црна Гора, а во вториот дел останува изненадување. Тука сме иначе сега се движиме пред Ресен сме, одиме кон Охрид. Овде вртиме десно за Ресен, доколку одиме право ќе одиме Претор, Сливница и крај брегот на Преспанско езеро односно. Тука сме сега на излезот од Ресен. Иначе се надевам дека многу ќе ви се допаднат овие 3 дела од овој влог. Тука поради промена на надморска висина, веројатно визирот ми се направи цел со магла, како и ретровизорите, а кацигата не ми се направи за среќа, па не изгуби видливост или нешто слично. И продолжуваме понатаму. Ова иначе патување кое што долго време го планирав и на крајот го остварив, патување кај кое што со мозокот се уште сум таму, затоа што си поминав прекрасно, ќе видите самите и зошто. Тука сме крај брегот на Охридското езеро, пред самата Струга, односно меѓу Охрид и меѓу Струга по стариот пат. А тука веќе сме излезени од Струга и се упатуваме кон границата со Албанија. Патот веќе се реновира и требаше да се реновира бидејќи овој беше навистина лош и тука се одвиваше сообраќајот со семафор со само една лента. Тука сме пред албанската граница, албанскиот дел од границата помеѓу Македонија и Албанија. Гледате дека е реновирана во однос на претходниот влог во кој одевме по Градец, а лево тука ни е Охридското езеро. Сега тука веќе сме во Албанија, транзитираме низ Албанија, нема негде конкретно да застаниме, само патуваме да стигнеме до Црна Гора. Тука сме пред Елбасан некаде, се уште не сме влезени во градот Елбасан. А тука веќе овој булевар по кој возиме е всушност влезот во градот Елбасан. Поминав низ Елбасан, не го обиколив. Имав на GPS-от одбрано без автопати и оваа рута ми ја даде. И искрено немаше некои големи гужви во Елбасан, па поминав брзо низ него, а тука веќе сега се приклучуваме на автопатот кој води од Елбасан до Тирана. Имаше паралелно на овај и друг пат, кој во интерес на времето, бидејќи не знаев навистина кога ќе стигнам, си реков да одам по автопатот, бидејќи требаше да бидам Црна Гора истиот ден да стигнам. Тука сме во еден од тунелите помеѓу Елбасан и помеѓу Тирана. А сега веќе сме на влезот во Тирана. Исто така, Тирана не го заобиколуваме, одиме низ него. Тоа беше на моја грешка, бидејќи имаше огромни гужви. Не беа толку големи како кога ќе се враќаме, тоа ќе го видите во третиот дел, но сепак не беа некои гужви за подценување. Но евентуално излеговме на сето тоа жешко, бидејќи беше навистина прежешко, низ гужви, тргни застани и едноставно се потев цело време. Но тука сега веќе гледаме еден авион лево, кој слетува на аеродромот крај Тирана, а ние сме веќе излезени од Тирана и сега сме упатени кон градот Скадар. Нема ни во Скадар да влезиме, одиме само кон Скадар и пред Скадар се исклучуваме од патот за Скадар и се упатуваме кон границата со Црна Гора. Тука десно и лева има некоја река која тука беше празна, но во третиот дел ќе видите малце ќе одиме нагоре по незиниот брег
и ќе видите колку ствари има повеќе вода нагоре. Тука сега реката која преминуваме е Дрим. Реката која што се формира со спојување на Црн Дрим кој извира кај Свети Наум. Црн Дрим е позната река, претпоставувам ја знаете, и со Бел Дрим која извира некаде, мислам дека во Србија, но не сум сигурен. А ова е друга река, веднаш одма после Дрим на 100 метра, која што и таа негде од друга држава извира и тука се спојуваат, односно се влеваат двете реки во Јадранското море. А ние сега го поминавме Скадар, односно покрај него поминавме, не ни влековме во Скадар и се упатуваме кон границата со Црна Гора. Тоа што јас не го знаев, а го дознав сега, е дека помеѓу Црна Гора и Албанија границите се со само еден граничен премин, во случајот тоа е ова, сега сме на граничниот премин. Едноставно ги дадов документите едно друго и само гледам знак кога преминав, добре дојдовте во Црна Гора. И тогаш сватив дека уствари се работи за еден заеднички граничен премин. Сепак на граничниот премин, иако еден на две места застанав, на две места ми удрија печат на пасошот. Сега сме веќе влезени во Црна Гора, десно ги гледате планините, а иначе Црна Гора, веројатно знаете, може би и не, е најпланинската земја во Европа, воедно една од најпланинските во светот, а околу 80 и нешто проценти од територијата беше покриена со планини. А тука сега не се упативме кон Улцинј, туку низ некои села и десно го имаме првиот поглед на Јадранското море. А тука сега веќе поминуваме покрај градот Бар, го гледате повторно од левата страна Јадранското море, за жал немавме многу чисти погледи, но сепак беше многу убаво, одлично искуство. Ова беше воедно и мое прво доаѓање на брегот на Јадранско море и беше за мене лично едно предобро искуство, исполнето со радост. Сега сме некаде помеѓу Судоморе и помеѓу Будва. Ние целиме да стигнеме кон Петровац, каде што таму во една област за кампување и ќе останам во текот на вечерта. Таму лево, каде што го гледате морето, поточно десниот дел од тој брег, е местото каде што сум јас упатен и каде што треба да преноќам. А сега тука сме пред самиот камп, на 100 метра од кампот во кој ќе престојувам јас. И еве и плажата која што се наоѓа веднаш пред кампот, станува збор за кампот Булјарица. А последно капење во Јадранското море, со самото зајдисонце се упатувам кон градот Петровац, кој се наоѓа на 2 километри од кампот, веднаш тука во близина, и да прошетаме малку и таму. Одличен момент, го фатив зајдисонцето, погледите прекрасни, постојано, времето стабилно, ниту ладно, ниту жешко, едноставно за мерак таман. Ова е веќе во градот Петровац, едно мало градче, но убаво шеталиште, убаво место, средено, а јас тука и ќе го завршам првиот дел од овој влог. Навистина ви благодарам што го гледавте ако стигнавте до тука и очекувајте го вториот дел од вкупните 3 дела. Поздрав!
и не заборавајте да уживајте во еден краток дел од Зајди сонцето.